Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде новинарот Цветин Чилиманов. Добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Да започнеме со една актуелна тема која што особено ја заинтригира опозицијата, односно СДС, СДСМ, како и да ги наречеме, кој што според мене денеска Цветин преминаа во СДСУ, односно Социјалдемократски сојуз на Унгарија. Зошто? 90% од пресконференцијата беше насочен против Виктор Орбан и против неговата партија Фидес во контекст на Македонија. Тоа се случуваше еден период со Србија, сега некако се контра Унгарија, но еве, да почнеме бидејќи ти си човек кој што добро ги познава овие односи и работи, беше и во Унгарија токму пред краток временски период. На СИПЕК конференцијата. Така, значи имаше и известување околу таму ги очекуваат избори, многу интересни ќе бидат. Но еве, да ги објасниме моментално како се поставени и како се одвиваат македонско-унгарските односи, на која база и зошто се такви како што се, односно зошто се добри. Па нема специфични, мислам, не се тоа посебни односи Македонија и Унгарија, туку Унгарија има покажува една сериозна амбиција да биде глас на една навистина изворна десна опција во Европа, која што ја гледаат дека има голем простор за развој и во Франција, и во Германија, и во Шведска, и во Шпанија, значи, но дека поради политичките прилики во тие држави, дека со сила се сузбиваат овие гласови, каде не им се дозволува, не се дозволуваат избори во временски рокови, кога нели одговара на опозицијата или кога се одлагаат, се поместуваат понапред. Каде да речеме има избори, ќе победи опцијата која што е да речеме урбанистичка десна опција, па ќе се поништат изборите како во Романија гледавме, каде медиумите се поклопени да не се даде право да зборуваат, да се огласат тие опции, каде ќе дојде да речеме десна опција како во Австрија, па ќе се искомпрометира лидерот да ќе го заменат со скандали. Многу македонски приказки, многу добро ги познаваме, знаеме. Да, сме виделе сето тоа. Но еве очигледно е дека Унгарија работи буквално континентално, значи сите овој профил на движења од Македонија до Шведска, до Италија, до Франција, да не зборуваме за подунавските држави, Чешка, Словачка, Полска, Австрија, Словенија, Република Српска, секаде ги помага, секаде со нив соработува, да речеме нешто што кај нас не било скандал. Ние гледаме дека, да речеме, германската десница во Македонија си има институти think-tankovi. Левицата си има институти think-tankovi, па и амбасадата работи за нив толку време. Американската левица, да речеме, USAID програмите, директно мешање во внатрешните работи, значи тоа не е ништо ново во Македонија, не е ништо скандалозно. СДСМ, да речеме, кога ги спомна веќе, во Македонија биле огромни корисници на таква поддршка од дали германската левица, дали британската, дали американската левица. Така да тие не се противат на принципот на некоја држава да има активна надворешна политика и да се поврзува со други држави, да помага блиско мислечки политички движења, туку се противат затоа што сметаат дека, да речеме, во Македонија десницата не победува изворно, туку веројатно се навикнати дека тие за да победат на избори мора некој од надвор да ги потурне, па сметаат дека тоа важи и за ВМРО, дека никој не може да победи ако некој од надвор не го донесе на власт, што очигледно во Македонија не е случај. Каква е ситуацијата таму? Ти беше во Унгарија, како што кажавме. Земја која што меѓу другото е малку по-радикална кон оние странски организации, буквално го протера Сорос, односно отвореното општество. Интересно е што токму пак Џорџ Сорос е Георге Шорош, односно унгарец, во превод уште поинтересен е моментот Црниот Ѓорги му доаѓа. Така нешто, нели, но еве не ги сака тие влијанија надворешни странски и заради тоа постојано се на тапет, бидејќи си се какви што си се суверенисти, десничари до коска, каде што, како што кажа и самиот и поголемиот дел од Европа станува или ќе стане на следните избори. Тоа зборуваме и за Германија, зборуваме за Британија, зборуваме за најголемите европски земји кои што, нели, Франција не ја прескокнуваме исто така, но еве каква е ситуацијата во Унгарија во однос на, нели, тие странски организации, какво е расположението на 10 дена пред изборите? Види, Унгарија беше ground zero, централна база за
ширење на влијание на овие либерални левичарски движења низ Европа преку Централно-Европскиот универзитет во Будимпешта, кој што не е затворен, едноставно им се одзема лиценцата да издаваат американски дипломи. И одеднаш привлечната моќ на тој универзитет, знаете, луѓето кои што одеат таму сметаат, добре, еве, ќе имам унгарска диплома, ќе имам американска диплома автоматски, им бара едноставно да покажат потврда за соработка со американски универзитет. Сорос веројатно процени дека му е подобро да направи политичка драма од тоа, па го премести во Виена, го затвори во Будимпешта, но по било која дефиниција такви организации, такви невладени организации какви што има во Унгарија, такви медиуми, спаѓаат под дефиниција на тоа што се вика надворешно мишење, странска се. Агентура е тежок збор, ама навистина, еве да речеме во моментов скандалот е дека новинар, платен од USAID, платен од левичарски невладени организации, контактирал со странски држави, споделувал како беше телефон на министерот за надворешни работи за да го прислушкуваат. Значи не е надвор од умот да кажеш дека агентура странска, мислам дека со вистинскиот збор е тоа. Сега да не се лажеме, и кај нас се случуваше, многу добро знаеме како функционираше, зошто функционираше, како функционира, зошто функционира и зошто сега не функционира, имаат вакви дупки и пиар за тоа што немаат кој да им го направи пиарот, па мораат самите да се мачат, да. Но Унгарија, значи, како општество еве, како да речеме, факултетот го затворија според ова правило, значи му дозволија да постои да функционира, но како унгарски факултет Сорос рече, не сакам по тие правила, си отиде. Да речеме, за невладините организации, медиумите носат закони не за нивно затворање, но да мораат да ги пријават изворите на приходи. Тоа е, да речеме, еден тип на закон кој што сега во Америка левицата сака да се донесе, бидејќи стравуваат дека Трамп почнува да финансира одредени организации, дали сега преку овој бордот за мир. Така да, повторно, не е левицата принципиално против тоа правило, туку како им одговара. Во моментот во Унгарија, кога се носеше таков закон, или кога имаше во Македонија обид, беше пиштење, вриштење, тоа е диктатура. Сега кога Трамп прави, или да речеме кога Орбан финансира, помага блиско мислички политички движења во Европа, левицата се залага тоа да се открие врз прават истражувачки стории, нели сега ќе покажеме кој како е финансиран. Сега не е страшно, така зашто е на нивна кожа. А кога нивните текови на финанси кои што се 10-кратно поголеми и траеле 3-4 пати подолго време, така, децении и лицемерие, тогаш беше проблем. Но да, еве Унгарија се обидува да функционира како нормална суверена држава која што не дозволува некој да им се меша во внатрешните работи, инаку поделбата политичка како во секоја европска западна држава, градот е лево ориентиран, посебно Пешта, посебно левиот брег на Дунав, на главниот град, и урбани јадра во други поголеми градови, каде што има факултети, студентарија, луѓе кои што немале контакт со реалноста на животот. Лесноумни и такви ги знаеме, да матрицата е, значи, сепак таа е во однос на... Тие се лево ориентирани. Си ги познаваме и кај нас, шарените што беа и така. Но еве, доаѓаат изборите, што очекуваш? Ти беше таму, директно почувствува и атмосферата и она што го мислат луѓето. Па, веќе, сега, добро, јас бев неколку дена, година дена наназад траат, се објавуваат анкети во кои што се инсистира дека ТИСА, партијата на Петар Маѓар, дека ќе победи од тесно до драматично над Виктор Орбан, дека готово, веќе на Орбан му е одброено. Интересно мене ми беше во контактиве мои сега при последнава посета дека во принцип на десницата се веќе доста е расширено мислењето, тврдењето дека овие анкети се пропагандна алатка. Рейтинг, буквално така. Се сеќаваме многу добро и на тие финти и за референдумот. Еве ги Филипче ги исфрлал време на време сега, без нарачател, изведувач, без на колку вуѓе, во кој одреден временски период, со која метода, и таму се такви некои, или овие имаат пак некое покритие пофер се во однос на нашите. Па немаат баш, но ги пренесуваат, да речеме, политико, одреден број медиуми, Bloomberg, кои што се либерално, Financial Times, Reuters сега е активиран последниве денови, Washington Post беше интензивно активиран баш тие денови кога бев таму. Секој ден некакви драматични медиумски истории излегуваат, дали ги обвинуваат Унгарија за контакти со Русија, контактите се
Да ми да испреговараме нафта, да ми цена за гаси. газ и нафта, да, Газ. но нешто што е нормално за суверена држава во енергетска криза да разговара со снабдител, историски снабдувач со енергенси на цела Европа. Се заострува односот со Украина. Украина веќе дојде до ниво на Лични навреди, закани ќе дојде војска, Безбедносни закани. војници ќе го барале, тоа беше веќе безобразно и крајно да го до семејството на Орбан, Да. до Орбан лично. Орбан пем ги пресече некои илегални канали на финансирање кои што оделе преку Унгарија. Така, многу милиони беа во прашањето. Дилема е дали оделе парите за Украина, дали требало да завршат за опозицијата во Унгарија, бидејќи сапе не се толку наивни, Да знаат. те оставам да поминеш со милиони Да. така, или малку е Сомнител, гледано од страна. можеле да одат преку Словачка, не морале да одат баш, или Полска, како што обично одат. Така да, во десницата расположението е дека анкетите се нарачани, дека ќе служат за покритие за протести вечерта доколку нели Орбан победи. Од друга страна во левицата гледаме сериозен пораст на нервоза, посебно овие неколку дена наназад, почнуваат да обвинуваат дека изборниот модел не бил добар, дека Орбан имал преголема контрола врз салатките на власта, значи се создава некаква атмосфера после година дена. Веќе видено пак. Победуваме, сега Фантомски гласачи не измисли? Дека Не ода до таму. Видон имаат специфичен изборен модел, имаат пропорционален дел и мнозински. Так. И сега се смета дека во мнозинскиот дел, бидејќи левите гласачи се силно сконцентрирани, да речеме во Пешта, во една изборна единица, тие можеби ќе победат со 80% од гласовите. 70, да не претеруваме. Ама може да се случи, например, во 3 изборни рурални единици да изгубат 55-45. Но тоа пак се 3 пратеника за Орбан, еден за левицата, иако можеби бројот на гласови ќе биде ист. Така, мнозинскиот модел во принцип ја фаворизира десницата, бидејќи низините гласови не се обично толку сконцентрирани. И сега тоа не им чини дека тие половина гласови од собранието што се бираат мнозински, дека нема да бидат фер распределени, а дека пропорционалните гласови требало да се гледаат. Од страна на Фидеш, на Орбан велат дека можеби ќе изгубиме на пропорционалните гласови, но не е сигурно, но на мнозинските гласови ќе имаме повеќе пратеници, ќе надоместиме разликата и уште повеќе од тоа. Така да сметаат дека и дека ќе победат и дека ќе поради изборниот модел ќе имаат одредено мнозинство во собранието. Има некоја нервоза овие денови дека контрола на медиуми, подкупи, истите финти, истата матрица, тралала нели приказките, изборниот модел не чини. Да, леле, да, колку е веќе видено, нели, го преживеавме за жал и ќе доаѓа тоа, пак ќе го слушаме. Но еве, твое лично мислење, бидејќи ги познаваш работите не само што беше таму. Да. Што мислиш ти дека ќе се случи? Сега да не мислам некако баба Вања сега приказката да преодицираш, но сепак. Да. Темите не одговараат на левицата што се отворија во последен момент, значи Украина меѓу другото го пресече доторот на енергенси за Унгарија и почна да мобилизира интензивно унгарско малцинство во Украина. Се намерно ги праќаат на фронт. Па дури имаше ситуација каде што Орбан го прати министерот за надворешни во Москва да неколку луѓе унгарци што биле заробени од руската армија, па да ги врати. Сега тоа се работи што генерално му одговараат на Орбан. Лидерот на опозицијата се перцепира дека ќе биде многу попозитивно свртан кон Украина, кон државите членки НЕУ, кон Германија, кон Франција. И тоа е лошо влијае на унгарската гордост. Сепак не сакаат некој од надвор да им се натуре, да мобилизира нивни сонародници, да ги остава без енергенси пред избори. Доста прозирно име тоа. Така да, може би има и некој ефект на позитивно чувство, тие навистина интензивни меѓународни собири кои што Орбан ги организира, на кои што покажува дека навистина е паневропски лидер. Значи, таму беа присутни од Хабсбурзи до преседателот на Полска, лидерите на Чешка, Словачка, Лепен дојде од Франција, Салвини од Италија, Джейди Венс го очекуваат наскоро, значи преседателот на Аргентина, од Болсонаро семејството. Сега не беше кандидатот за преседател, туку братот негов, Флавио Болсонаро. Беше, не знам, синот на Нетањаху, беше најавен Нетањаху дека ќе присуствува.
конкретно на СИПЕК конференцијата, но поради војната го прати синот, така да навистина една импресивна меѓународна, не е само да речеме како што СДСМ представува Унгарија, Србија, Македонија, туку е да речеме, еве ако напаѓаат за инфраструктурните проекти за железницата, тука и Грција, па тука и Австрија понатамо, па и Словачка, па и Полска, значи таа железница нема да запре во Будимпешта и во Гевгелија. Знаеш, не можеш да кажеш дека тоа е проект на 3 држави, паневропски проекта. Едно големо очекување, например, следните големи избори на кои што урбанистички кандидат ќе учествува се Франција до година. Така да, сега ако во Франција добие, не може да се игнорира таква победа. Словачка, Чешка, да речеме, веќе се во таа орбита и председателот на Полска. Тоа е тој стариот вишеградски В4 групата. Словенија е на граница. Австрија, да речеме, до година, за 2 години, мислам дека ќе има избори. Анкетите покажуваат апсолутна предност на Кикл, кој што е редовен учесник на сите собери Орбан. Германија е тука, така што... Германија тешко. Германија, да речеме, Орбан соработката му е со АФД, но АФД е, да речеме, втора партија веќе цврсто во Германија, но поради вградени уставни безбедносни принципи, попрво Англија ќе го избере Фараж, многу попрво Франција ќе го избере кандидатот на Лепен за председател, отколку што Германија. Дури на СИПЕК конференцијата германскиве кандидати велеа, реално последни ќе паднеме. Но не е нешто што треба да може да се занемарува и игнорира, така да. Како гледаш на ситуацијата овде кога една опозиција која што стои катастрофално дома, покажа тоа и последните анкети во низа се овие, не е ништо ново, новото е тоа што тие имаат единствени надолен пат на рейтингот постојан од доаѓањето на власт на ВМРО, што е исто така преседан обично кога си на власт и паѓа рейтингот. ВМРО е или на свое или расте, а тие само паѓаат, така што доаѓаат на ниво на 4-та партија, лидерот им на 5-то место, како што се случи и во Скопје меѓу другото. И сега дома се такви какви што се стојат катастрофално, што прават тие? Се закачаат со претходно беше Србија и наликуваа на српска опозиција, нема што не кажаа за Вучич. Еве денеска, значи пресконференцијата беше катастрофална, се што кажа директно и лично за Орбан. Јас мислам дека Петер Маџар и неговата Тиса нема таков грд очен кочијашки вокабулар за Орбан, како што го има нашата, не викам бадиела, СДСУ. Односно Социјалдемократскиот сојуз на Унгарија. Што им е поентата? Повторно се гребат кај европјаните, бидејќи општо ЕУ, како ЕУ бирократијата им пречи Орбан и тие навиваат за негова смена, па сега и овие се вклучуваат на возот. Што им е поентата? Некој ги посоветувал дека прво беше дека во Србија ќе падне Вучич и дека тоа ќе генерира некаков бран на протести, нели тие директно соработуваа со српските шарени, после Кучани, нели тие снимки излегува во јавноста како се случи катастрофа, да не речеме супер, ајде сега да помагаат. Да, брзо да се активираме. Ама 10-0 беше резултатот. Не може тоа зомбиевско однесување, вампирско однесување, не може тоа така. Гледаат во Србија дека очигледно не оди работава. Сега се надеваат дека Орбан ќе изгуби, потоа ќе се надеваат дека Трамп ќе падне, еве го само што не. И дека тоа ќе генерира некаков бран во Македонија или дека некој надвор ќе им даде финанси и поддршка. Инаку лоша им е работата. Еве и во Полска и во Унгарија се вида моделот за напад на, да речеме, народни суверенистички партии. И тој воопшто не е позитивен за СДСМ, која што патам во моментов сериозни подолби поминува, нели, скопско, заевистичко крило, па веќе се исцртуваат контури на конфликт. Имаше обиди во Полска, во Унгарија, односно пред се во Унгарија, да се собори Орбан на претходните избори со партија како СДСМ, левата опција, на неа да се прилепат урбани граѓански опции, кои што тоа е горе-доле исто веќе. Нема лева работничка опција, туку левата опција студентска, урбана, невладина опција, шарена опција. И на нив да се залепи националистичко движење. Мислам со Јобек дека беа поврзани и тоа не успеа. Орбан
веројатно помогна формирање на друго националистичко движење. Националистичките гласови се поделија, не отидоа во левата опозиција. Да речеме, тоа е нешто како кај нас СДСМ, Левица. кога се обидуваше, пред левица Стојанче, Љупчо, Љубе, некои такви комбинации формираа такви во Унгарија. Сега, нели, тоа што им фали во Унгарија да успее овој модел е етничко малцинство кое што ќе гласа, нели, албанските гласови што беа пресудни кај нас, кои што во Унгарија ги нема, државата нема големо малцинство. Сега, новата формула, тоа е многу опасно за СДСМ, веќе не е левица со националисти да се здружат, туку во Полска го гледаме и сега во Петар Маѓар, земаш десна опција, во случајот на Унгарија дури поранешен функционер на Фидеш, ќе го купиш, платиш, повлечеш, нели, не бил задоволен, неговите интереси во партијата не биле задоволени. Тоа да речеме во Македонија би било висок, не знам, представник на ВМРО, да го повлечеш на страна, тој да направи нешто како клон на десната партија, како клон на Фидеш, и тој така да се надпреварува. Пробува и тоа со ВМРО многу пати, за жал, добро го знаеме тој филм. Да. Сега, да речеме, во Унгарија таков модел направен, но за СДСМ, ако СДСМ се толку заинтересирани, тоа значи да се само укинат и да почнат од нула да бараат сосема десна опција. СДСМ прифатија некои десничарски наративи, која се стана најантимигрантска опција во Европа. Го нарекуваат премиерот предавникот. Вчера беа во тој филм, денеска се во антиорбан филм, но нели знаат, еве, Тиса бидејќи сега им помагаат нив на Петар Маѓар, дека кој се фатил на оро со СДСМ, дека буквално кажано народски го јал стапот. Ако гледаме во околината, еве, навиваат за Вучич 10-0 победи во последните, нели, тие 10 општини. Да не забораваме како помина Ципрас, прашањето е кој е тој Ципрас веќе, нели, не постои како Сириза веќе ја нема буквално на мапата. Да не зборуваме за Бугарија, Петков. Кој е тој Петков, нели, кој што играше со Заев втори, така наречен Таче, па и да одиме и понатаму во европскиве земји, значи секој што се фати со СДС да игра на орото, нели, малер, јас се шегувам, треба некоја бајачка да им направат од малери, од нели, уроци, дека ги има урочено некој, но една работа што може да им помогне, што им помогна во 2015-16, што да речеме ВМРО беше навистина долго време на власт. Политиките беа тие, принципите беа тие, но има многу позадина, сериозна раководство. USAID и сите тие, нели, што стоеа заднив, да не се лажеме. И покрај тоа не победија, имаат победено, бидејќи јас мислам дека 20-та година беше најголемата местенка што велат народски намештајка на изборите. Немаше шанси. Тој резултат. 2002-та е единствена победа благодарение на конфликтот. Да, и таму се правеа 3000 дубари. И сега таа партија да победи повторно, оно што го кажа ти, треба некој да ја бутка јако. Да ја бутка и да, нели, да речеме нешто што му дава шанса на овој Маѓар во Унгарија, што Орбан е премиер колку 5-16 години. Така, долго да веќе има замор на материјал. Да така дева со СДСМ се гледаме за 10 години. Минимум или па еве ако тоа е да речем успешниот модел, еве чекаш да народот да се замори од опцијата, инаку да речеме се што проба политички. Главната политичка понуда им беше брзо да направиме компромис, отстапки кон сите соседи и соседите ќе почнат да не почитуваат, уважуваат, ќе влеземе во ЕУ, НАТО и ќе се исторат многу пари. Освен тоа што направија максимални отстапки, ништо друго не се реализираше. Ева во НАТО влеговме, каде Америка ќе излезе. Така да. Значи не испорача едното главно ветување кое што го дада. Ја понижија државата максимално, ја препуштија на ДУИ. Така да, економските политики беа качува плати и расте инфлација, колку што пораснала платата, дупло пораснале цените. Тоа беше економијата. Ни фабрики, и марихуаната, што сега ја запленуваме низ цела Македонија. Така да, како и да ги свртиш, катастрофа. Единствено, нели, еве, навистина да дојде до замор на материјал после некои 10 години од десницата, тоа е формулата во Унгарија. Сега во Македонија, тоа би било формулата и во Србија, во Македонија за нивна жал се навистина на почетокот, па така. Но нели научија ништо тоа што го кажа, што го правеа во минатото, не им донесе никаков резултат политички. Гледам да можеби наполнија дел од нив џебови, голем дел од нив, тоа си е факт, но политички им носи само катастрофа, односно зијан. Затоа што ако гледаме според контото на гласовите, тоа е веќе, нели, надолна линија, постојана. Сега,
моментот да инсистираш како што инсистираат тие на нешто кое што се вика внос на бугари во уставот и денеска Филипче го кажува истото по некој си лажен наратив власта била против ЕУ, а тие ни го сместија тој бугарски внос на нели во уставот, тој француски договор, тој втор протокол кој што цела Македонија го колне и сето тоа, не научија дека Бадијал, мислам, одат си ја сечат гранката на која што седат, зборуваме за гласачко тело, која што полека се одвојува од нив. Факт е, ги гледаме тие работи, имаме левица, имаме знам, тие се создадени од, буквално кажано, нивни членови или симпатизери во најмала рака, нели? Кај знаме и по директно, конкретно. Не сваќаат дека не одат никаде со овие политики, толку им е надежта дека повторно ќе дојде некој на курба, ќе ги запали, ќе ги подбутне. Па така се донесени на власт. Да. Ама нема сега, Цветен, поинаки се работи. Сватија и странците дека, се нафатија на уставните измени. Не можеа да ги реализираат. Каде со тие гласови што ги има? Тогаш не може. Сега па да не зборуваме. Сега имаат реално 15-тина пратеници. Тоа е СДСМ денеска, 15-тина дури помалку. Па и ти не, за тие е дискутабилно колку са. Нели сега следуваат ломовите кај нив, веќе се исцртани, нели, линиите на конфликт, Струмичко-Кумановско крило и сега Скопско-Заевско крило. Нив жилбата им е дека ВМРО ќе ги направи уставните измени кои што без доволна компензација, без доволно добар договор и ќе ги видиме утре дента како ќе променат страната, ќе почнат да плукаат, ќе станат најголеми бугарофоби, како што се сега најголеми мигрантофоби, не знам. Фоби, така, да. Па не, види, нема лидер во Европа доктор кој што за мигрантите зборува со реторика, болештини ќе носат, мислам, тоа и Орбан не го кажува, и ќе силуваат по државата. Значи, тоа го кажа СДС. Многу жестока реторика на првата пресконференција, кога реши дека, од Соросоидна организација, нели, партија која што се залагаше за отворени граници, која што ги напаѓаше десницата кога со помош на Орбан, Словачка, Австрија, ја затворавме границата со страшни последици по нас, политички, нели, ВМРО тоа го правеше. Во екот на шарената револуција, значи ти праќаш полиција да ја затвори границата во Гевгелија, шаренива во Скопје ти ја напаѓаат полицијава да не знаеш каде попрво да ги пратиш жилкива, каде додат. Кршеа канцеларијата на председателот, протестите пред влада кај што гаѓаат со бекатон плочки, значи тоа беше агресивно. Катастрофа. Од денес преку ноќ тие стана антимигрантска опција. Така ќе биде и со Бугарија, значи само чекаат, нели, некаков договор, некаков компромис да се постигне, да видиме дали е тоа можно воопшто, за утре дента да ќе свртат сосема плочата. Тоа е целата цел, не дека знаат дека е штетно за нив, но ја слабеат позицијата на владата, велат ние ако дојдеме на власт ќе испорачаме, а во принцип се надеваат дека нели, актуелната власт ништо такво ќе направи. Дали најголем проблем нивни е финансирањето во моментот, ако се вратиме на времето, шарената револуција беше финансирана, нели, така со полни джебови си беа, дури беа во оптеки дневниците колку како земале кои што беа реално смешка во однос на оние кои што ги земале вистинските пари. Дали секнувањето на парите, како што кажавме и во првиот дел, е токму моментот на оваа стихина, тотално некоординирана, агресивна, никаква пиар визија на опозицијата која што секој ден си се надминува себе си во инфантилноста, искрено кажам. Па види, видливо е дека некои, да речеме, од медиумскиве представници кои што очигледно се нервозни дека не се договориле со ова раководство. Тоа многу очигледно. Тогаш, да речеме, за шарената револуција ние имавме избројано околу 45 милиони долари од USAID, испорачани преку 3-4 години. Сорос обично даваше на $1 од USAID, уште еден, од негова страна, и плюс Британија, Шведска, Холандија, разни други држави придонеса кој колку можеше. Сега, да речеме, Трамп ги пресече USAID фондовите, јасно е дека се растрчани по европските фондови, но меѓу другото, да речеме, Орбан ги блокира фондовите за Украина, бидејќи 90 милиарди кои што ЕУ реши да ги поземи на Украина. И него му е јасно, и на сите им е јасно дека добар дел од тие пари ќе отидат во пропагандни, политички цели, невладени експерти и така натаму. Не иде тоа се за муниција, оружје за украинскиве војници. Буквално Орбан
им ги блокира директните фондови на политичарите во Европската комисија и заради тоа толку гнев се навлеча. Тие пари, да речеме, ако се одобрат, ќе циркулираат секаде каде што треба, нели, да се борат против и либералното влијание, или како веќе ќе кажат, лажните вести или нешто. Така да, еве да речеме, тој голем пакет пари е, огромен пакет пари е блокиран. Дубај недвижностите не одат баш најдобро во моментов. За жал на заев, на вистина. Фармите со марихуана во Македонија исто така, една чума ги им се зададе, така да креативните извори на фондови, не знам, криптото е паднато, така да не знам баш како стојат, но нервозата е очигледна кај нив. Но сепак како и да е, можеби и по навика од претходно ќе одработуваат и односно ќе за туѓи бели дворови ќе копаат црни гробови за татковината, да. Нели тоа е една стара навика која што не може, дури мислам дека и одреден период како што е сега кога не се платени, ќе функционираат нели по тој наплив, како се викаш, инерцијата ќе ги влече, но колку ќе трае тоа реално според? До кога вака? Еве имаат уште 2 години и 2 месеца од прилика до следните избори. Што понатаму се? На тие избори ќе се решава кој ќе биде нов лидер во СДСМ, не реално СДСМ да дојде на власт. Мицковски даде изјава дека, да речеме, тој спор со Бугарија нема да може да се решава без ВМРО-ДПМН, како што спорот со Грција се реши без соопсење на ВМРО-ДПМН на целото раководство, па со уценување претеници, дека тоа повторно нема да се случи. И навистина би било катастрофа, не гледам ни реална можност до тоа да дојде, и би било катастрофа ако се направи таков обид, бидејќи ние потоа со Бугарија очигледно дека ќе имаме подолготрајни преговори, ако тоа, еве да речеме со Грција некако ги и тие не ги отвораат прашањата, гледаат дека не се користи името Северна Македонија, СДСМ дури се нудат, нели, да фаќаат белешки, да ги информираат грците кога некој од нашите политичари не кажал Северна, како можем да немаат во грчката амбасада во Скопје задолжено луѓе за тоа. СДСМ се нуди, ние ќе помогнеме, нели? Но еве да речеме и Грција рече во ред, овој спор не го отвараме понатаму. Тоа со Бугарија немаме ние таква најава дека ќе биде еднаш и готова. Ако евентуален договор биде на сила протуркан во Македонија, тоа ќе биде долготраен извор на конфликти меѓу двата народи, кои што навистина не ни требаат. Би биле катастрофа и за нас и за нив. Така да премиерот Мицковски кажа дека повторно решавање на клучни прашања без најголемата партија во Македонија, единствената партија која што очигледно се грижи за македонскиот национален суверенитет, дека тоа нема да може да се случи и дека независно што СДСМ зборуваат, Македонија е подготвена да чека на вистина долго време, со децении ако треба, колку што Бугарија чекала, нели, со децении. И Заев да дојде на власт и да ветија да не испорача или да не може да испорача на крај. Но еве, да се надеваме дека ќе дојде повторно до некое предвижување, ако во ЕУ се преломат, како што се скршија работите за членството во НАТО, како што очигледно имаше притисок да влеземе во НАТО, но од САД во очи на војната во Украина, но наместо тој притисок ние да го искористиме за некакви самиот Ципрас кажа, просто што прекинувам, дека ќе влезевме под уставното име доколку не се најдоа заевци и останатите. Точно така. Ние максимално претрпевме штета без никакви контрабарања да испорачаме. Сега, доколку има повторно притисок некаков за Украина да влезе во Европската унија и покрај неј балканските држави, навистина можеби би се создала ситуација за некаков фер договор, што не би смеле да испуштиме со некакви шарени на власт кои што Унгарија например е на позиција дека сака да ја види Македонија во ЕУ, но во полноправно членство, како што во моментов Словачка па и Чешка се подржуваат со Унгарија кога треба да се блокираат некои теми кои што дали се за мигранти, дали се за Украина, дали се за задолжување на Европа за Украина. Апсолутно, да речеме, овие суверенистички движења во Европа се надеваат на повеќе држави кои што ќе имаат право на вето во Европската унија и ние на таа поддршка сметаме, ја добиваме. Сега од друга страна,
доколку се отвори оваа формула, да речеме, за членство во ЕУ без право на вето, Унгарија е против, но до некаде ни помага со тоа што ја блокира Украина, па со тоа на тема на дневен ред во Брисел се поставува членството на нови држави без право на вето, така да и на тој начин ни помага Унгарија со тоа што го отвара тоа прашање. Можеби тоа ќе се реализира, да речеме, можеби тој притисок ќе оди кон неполноправно членство, но барем да бидеме присутни, па по некој разумен период да станеме полноправни членки. Така, во секој случај можеме само да добиеме, немаме што да изгубиме. Последната анкета велеше дека мнозинството македонски граѓани немаат никаков проблем со тоа. Мислам дека тоа се должи на 21 година чекање на сето тоа што го дадовме и луѓето велат немаме никаков проблем да влеземе и без право на вето, односно како не целосно полноправна членка, што е и реален одраз на она што ЕУ ни го прави со веќе 2 децении, третата влеговме. Така. Ако се отворат фондовите, ако се отвори... Мислам, нереално е Украина да влезе веднаш со право на вето во оваа состојба во која што е, мислам, нема ни раководство. Црна Гора, Албанија да имаат, Македонија да имаат право на вето во ЕУ, исто е можеби малку нереално, така да, треба некакви реформи тука да се носат. Но да, дефинитивно треба и промена на раководството во Брисел, бидејќи не знам, на Унгарија над глава да речеме, СДСМ ја обвинува Македонија, македонската влада, дека се предавници затоа што не притискаме, не исполнуваме се што треба за да влеземе во ЕУ, а паралелно се заканат од мигрантите креват. Во моментов на Унгарија над глава и виси тој договор за распределба на мигранти низ цела Европска унија, кој што Унгарија го одбива да го потпише. Дневно ги казнуваат милион евра затоа што одбиваат да примат, да речеме, фер бројка мигранти Шведска, Германија што ги примија во големата криза, додека Унгарија, Македонија, Словачка се обидува да затворат границата, овие ги канеа елата дојдете. Утре може да се случи цел Кувајт да се крене, цел Дубај од тие вилите да дојдат, тие облакодерите да не дојдат тука. Сега главно прашање во Европа е мигрантите. Да, и се ние ако прифатиме се, ако влеземе во ЕУ, ти автоматски се изложуваш на таа шема за размена на мигранти. Нема да можеме ние тоа да го блокираме. Значи Унгарија успева да го блокира, без право на вето. Ние ќе можеме да го блокираме. Значи под планот на СДСМ ние автоматски ќе се отвориме за мигрантските текови. Контраефект, Да, тоа што не плаша од Британија, од не знам каде, со членство во ЕУ, тоа автоматски доаѓа, по дефолт доаѓа. Така, навистина ќе мора да се смират внатре во ЕУ тие правила, тие кои што ги имаат воведено, па потоа дури да... А во секој случај, да речеме, политичките решенија што ги нудат суверенистите од моделот на Орбан, на Лепен, се далеку по реални, разумни и во однос на Русија, Украина, и во однос на мигрантските прашања, и во однос на деиндустриализацијата на Европа, која што е во тек, без енергенсите, отколку тие што ги носат моментално владеачките либерални, како да ги наричаме, политичари. Кога би ги споредил, токму директно кај нас, способностите, умешностите и капацитетот на одредени тој сектор за надворешна политика, имаат меѓународни секретари за меѓународна политика, и едните и другите, кај едните тој, кај другиот е трет, а СДСМ го имаат сега Жерновски. Се сеќаваш дека, меѓу другото, не знаеше што е кратенката, акронимот НАТО, ја утна работата човек кој што бил заменик министер за надворешни работи, човек кој што беше амбасадор во Романија, представник на Македонија, не знаеше, а меѓу другото сега нивни секретар за меѓународна политика и соработка. Да, Романија е главна база за НАТО, покрај Полска за Украина. Така, нели е резило онака и сега колку тие луѓе или врхушката, таму се Фани Сорос, Ана Чуповска, значи кои се тие луѓе, што фрчко, шмрчко, како и да го викаат, значи како тие луѓе ќе зборуваат за надворешна политика, настрана што Цветин 7 години покатастрофално нешто не видовме токму во однос на надворешната политика. Тој резил, коленичење, тој автошовинизам, значи оикофобија, што и да кажеме е премалку. Види, они секогаш ќе имаат подобри односи со странските дипломати, бидејќи ништо не испорачуваат барања, се што ќе им кажат, они испорачуваат. Тоа не е дипломатија, нема контрабарање, се може така,
најпопуларна девојка се бидејќи никој не му рекле не, нормално. Ама не е тоа надворешната политика, имаш како сега претендираме да имаме држава, национална држава на Балканот, значи мора да испорачаш некој барање некогаш, не може све да прифаќаш. Така да секој може така да биде министер за надворешни како тие што беа. И ги видовме тие односи покрај најдобрите историски, најпријателските односи, сето тоа тапшање по рамо, Меркел тука, Макрон праќа снимка, Джим Метис доаѓа и така натаму, Тереза Меј во Мерцедесот ги возат сите. На крај тие успеа да трампаат грчко вето за вето од Франција. Нуклеарна членка на Советна Европска унија, основачка на членка на Советна безбедност, основачка на Европската унија. Од вето од една од најсмотаните држави на ЕУ Грција, за Балканот е суперсила, ама за ЕУ е Португалија, малтане, успеа да напредуваат до вето од Франција. А потоа многу поопсежно вето од Бугарија успеа да добијат. Тоа е резултатот на тие нивни супер контакти. За себе си договорија се очигледно, и имунитет, и бизниси, не ме прашувај од кај ми се париве, инвестиции, се така натаму. За државата не успеа ништо да излобираат. Тоа е таа нивна надворешна политика. На дипломатијата на СДС. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Цветин Чилиманов. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е новинарот Цветин Чилиманов. Зборувавме за дипломатијата. Еве зборувам и за еден момент кој што постојано исто така е на дневен ред на опозицијата. Многу изолирана држава сме биле, крајно изолирана држава, неспоредија. Меѓу другото, со тоа побара и директен ангажман на САД, предпоставувам дека сме биле, односно сегашната влада била иста како режимот во Иран и во Венецуела. Така, како го виде овој момент, значи буквално повик бомбардирајте ги, или можеби втората опција која што беше многу веројатна, киднапирајте го Христијан Мицкоски, нели, неговата влада за да ние дојдеме на власт. Како поинаку да се свати? Има и претходно имаше некој закон демек донел американскиот конгрес. Так, протоколарен закон што се носи, и сега од тогаш им дојде таа идеја, со месеци трубеа за тоа, за визите. Визите, има одредено мало заострување за мигрантските визи, што е добро. Таква власт во Америка се, антимигрантска власт во Америка, која што иде по обичните смртници што сакаат да прошетаат на бизнисмените. Тие така го направија, не го направија за мигрантската виза така. Не, одат по статистики, например, на граѓани кои што прекорачиле визија, кои што барале социјална помош. Меѓу нив и нашите македонци кои што се иселиле таму. Сега имавме ние едно време рекорден број на баратели на азил во Белгија, па текна моравме ние да патролираме на аеродроми, да не дозволуваме на наши државјани да се качат на авион, мислам. Тоа е тоа се структурата демографска, што да правиме. Но сега до сега зборувавме за Орбан, влијанието во Средна Европа, во цела Европа. Реално да речеме, добар дел од тој политички бран на Трамп во САД. Македонија меѓу првите се качи на тој бран, со високопрофилни средби тука, посети таму. И еве да речеме, гледаме резултати од типот ние сме единствена држава во регионот која што договори трговски односи со САД. Во моментов нели се подготвува таа високопрофилна средба за стратешкото партнерство, од која што се разговара и за визи и за разни други теми кои што може да се отворат. Така да, меѓу другото, нели, главните придобивки за Македонија што пристане конечно таа непринципилна политика на Америка на поддршка на СДСМ, со USAID фондови, со што се не, политичка поддршка за ДУИ, за албанските партии. Гледаме каде е ДУИ денес, една од најголемите инвестиции на американската левица во Македонија. Гледаме каде е СДСМ. Каде е Артан Груби. Така да, работиве се царните листи и сето тоа. Каде е периметерот? Еве го периметерот. Јас мислам дека живеете во периметерот. Така да и тоа е до некаде добра причина за нервоза во СДСМ и во ДУИ. И да, за овие барања, ајде, киднапирајте ги македонските власти или, еве, не знам, закон донале конгресмени кои што прва се сериозни противници на американската администрација, тие конгресмени. Тој закон е донесен
протоколарно во Конгресот и требаше до сега веќе да се реализира, нели имало некој рок, не знам колку месеци ќе трае, и до сега требаше да бидеме киднапирани, така да. Така. Но не помина и тоа како што еве нека биде ова за крај, ги спомнавме мигрантите, денеска е 1 април, денот на шегата. Зошто шегата е уште поголема? Затоа што помина рокот на Венко Филипче за доаѓањето на мигрантите. Требаше да дојде во март целата таа приказка да ги видиме. Еве го 1 април, вчера помина рокот на Филипче за мигрантите и шо правиме што викааме кампови мигранти, боже сачо. Има, не знам дали ги примети што прават, има некоја фабрика, не знам каде, нели, текстилна фабрика, веќе не може да најде работници или ќе стави клjuč. Така, сменија економски работници, така. И ќе донесат од Непал 10 души, ќе поработат 2 месеца и ќе се спакуваат луѓе, ќе си отидат Германија, ќе пробаат да донесат 10 нови. Тоа е, дури не знам, некој газда, некоја фабрика во полиција пријавувал, имаше вест, ми побегнаа непалците, ми отидаа во Германија и као, не знам, требаше да ги врзана, не знам. Да, има и на патиштава дел работа, да. Имаше еден активист на СДСМ, во кој град беше сега, не се сеќавам, оди со телефон, снима неколку, дали се роми, дали се непалци, немаш ни тоа да погодиш точно. Значи, дојдоа со прст да покажуваат на луѓе на улица. Така. Луѓето кои што гинеа за мигрантите во време на мигрантската криза, кога нели Македонија го јадеше стапот можеби најмногу во Европа и се што имавме како одглас заради тоа што го направивме, тоа што според европјаните не требаше, кога беа широко отворени за мигранти, а сега има најголем проблем истиот. Тој е проблем. Што на кое како се смени? Не Орбан, тоа значи Јобик не го прави во Унгарија или не знам во Македонија. Не имаме ние таква партија до сега, барем не сме имале до толку да од лидерот да вели да се заканува со болести ќе ни донесат, мислам, доктор човек. На кое ниво се спаднати, но види, само покажува дека во ништо не веруваат, утре, ако им биде опортуно и за кампови ќе подпишуваат исто европски договор, европски мигрантски пакт ќе го спроведуваат. Ке се фалат, како што за Фронтекс се фалеа дека е подпишан на македонски, а тоа е договор за затворање на границата. Филипче исто така завчера да сме нашата влада со тоа што не го подпишувала указот, односно не го сменила уставот, со тоа не дозволувала македонците да се изборуваат на македонски јазик рамноправно со сите останати во Европската унија. Сачуве боже оваа демагогија смешнија. А Фронтекс е договор за ловење мигранти на граница. Со тоа се фалат и тоа не е никаков преседан дека Бугарија дозволила сега да биде усвоен на ниво на Европски совет. Нема такво прецедентско право утре да кажат добре, еве го признавме јазикот, мислам. Така. Инфантилно е малку така, да. Цветин, ти благодарам што беше. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.